Итне измени на законот за тутун бараат тутунарите. До крајот на месец февруари завршува откупот на тутунот и веднаш потоа следува склучувањето на договорите за новата производна реколта. Тутунарите бараат по итна постапка во собранието да се донесат измени на законот за тутун, за да може новите правила по кои ќе се договара цената која треба да влезе во новите договори да биде регулирано законски, односно да може и представниците на тутунарите да имаат право на глас кога се формира цената, а не како досега, само откупувачите еднострано да ја диктират откупната цена на оваа најзначајна земјоделска култура. Тутунот е, специфична култура која бара трудно-интензивна работа и бара многу вложување на човечки ресурси, човечки труд и за жал со овие цени што се сега моментално, буквално не е вреднуван тој човечки труд. И тука мора да се најде слух и од страна на државата и од страна на откупните компании да се коригира тие цени. Зошто? Затоа што знаеме ние дека и како има заработка на другата страна, односно и кај комбинатите и кај државата. Мора малку да ги сменеме тие пропорции, односи, да може малку да притегне на страната на тутунарите. Во измените на законот земјоделците предлагаат да се воведе и принципот два пати во годината да се дефинира откупната цена, односно сега во договорите да се впише една цена која ќе биде заеднички договорена, но да има законска обврска на еден месец пред почетокот на откупот таа да се ревидира и да се усогласи со трошоците на живот и висината на трошоците на работната рака и репроматеријалите кои ги вложиле тутунарите. Зошто ние бараме двојно коригиране цените? Затоа што никој не може да предвиде, ни најдобрите економски аналитичари не можат да предвидат во кој правец ќе се движат тие влезни инпути, трошоци, како се движи работната снага и ние не можеме да знаеме од сега како се движи инфлацијата, како ќе биде во месец декември, односно кога почнува откупот. Тоа го има случај во Грција, Грција има два пати согласување во годината на тутунопроизводството, мислам на цените. Еднаш при склучување на договори и потоа се прават корекции, следствено растот на тие трошоци во процесот на производство се прават дополнителни корекции, секако доколку ги имат. За да се задржи квалитетот и да се одржи добро познатиот бренд на македонскиот тутун, земјоделците бараат откупот да се одвива исклучиво во 3 класи, но да се обезбеди просечна цена од 600 денари по килограм, субвенцијата да биде 100 денари линеарно за сите производители, да има строга контрола на одбитоците, можност за производство и на широколисен тутун, како и укинување на увозот на ситнолисен тутун во земјава, кој според нив се користи од откупувачите за да се манипулира со откупната цена.